60 на раскази за другарството, меѓуетничкиот соживот, обезличувањето на култните места и институции, човечките судбини, се спакувани во книгата Тетовски раскази на тетовецот Зоран Стојановски, кој на лирско-умешен начин пренесува низа пораки и приказни. Стојановски е писател, дипломиран психолог, форензичар, каратист и карате тренер, кој проявил талент за пишување уште од 10 годишна возраст. Со нас сподели како дошло до креирањето на неговото дело Тетовски раскази. Идејата за книгата Тетовски раскази воопшто не беше моја или некоја моја одлука да седнам и да напишам Тетовски раскази. Туку таа се наметна некако под притисок во позитивна смисла на зборот од оние што ме читаја на Facebook и кои што препознаја дека голем дел од моите написи се фактички тетовски раскази и дека добро би било и мора да се објават. Така да таа идеја е и на една Маја Китановска од Германија, тетовчанка која што живее во Германија, на Воислав Стојановиќ од Канада, на Нена од Канада, не знам, на Роза Хурст од Англија, на Павлина Пејковска од Скопје, на Сонја Кочовска од Тетово и така натаму. И така се дојде до мотивот за да се напишат овие раскази кои што се 60 на број во 5 циклуси, станува збор за краток расказ. Стојановски ни објасни кои тематики се застапени во расказите. Зборуваат за 5 категории на вредности. Прво, вредноста на детството, детската игра, смеја, комуникација меѓуетничка, посебно заедничка игра и комуникација, вредности кои што ги имаше ко такви во при крајот на 20 век. А денес се извитоперени во играње игрици на мобилен, компјутер, лаптоп и така натаму, што деструктивно влијае и на кој начин тоа го има во расказите. Второ, зборувам за институции кои што некогаш имале моќ да споделуваат вредности посебно кај младите, при што под институција тука не подразбирам само установи со хиерархија, класична, директор, работен и така надаму, туку институција представуваше и Тетовското корзо, и Тетовскиот спортски центар, и кровот на детската градинка Младост, од која што се слушаа звуците на Едина моја тебе пјевам ја што надоаѓа од кај домот на Јна, чија што бавча беше институција и така натаму. И сето тоа беше дом, Тетово го правеше дом за сите. Наспроти вредностите денеска, каде што домот се префрлил во штабот, па се создали Унија на млади сили, форум на жени и така натаму, и сето во ред доколку не ги превртиле премногу вредностите. За тоа се зборува за вредноста на поедини луѓе, нивната емпатија и алтруизам и обавезно уз тоа трагичната судбина по поедини луѓе кои што ги подводиле тие испревртени вредности. Понатаму неминовно за меѓуетничко Тетово, за ламњата од Тетово, затоа и пораката до Албанецот тука, до сите мои другари од детството, меѓутоа и приказната, тоест текстот за Санела која што е ромка и која што трагично го завршува својот живот на улиците на Тетово и додека умира пее една песна, која ќе се прочита во расказите. И на крај, како 5 циклуси посебни вредности, вредноста на традицијата, на пишаниот збор на дијалект, како дол кон Кирил Пејчиновиќ, кој што прв пишувал на македонски народен говор, и како код скриен кој што е во борба против сите пропаганди кои што се осекогаш ги имало и мощне засилени актуелни денеска и на патриаршијата и екзархијата. Меѓутоа, она е заветот кој што може нам да ни помогне во тоа истакнување на јазикот. Така да овие 5 групи на вредности се како 5 прсти на една рака која што е функционална, се затвора во топаница и е штит непробиен против неправите извитоперените вредности, за разлика од калканделен или пробиениот штит, како што е второто име за Тетово. Сите кои се заинтересирани за книгата може да се обратат на Стојановски преку неговиот Facebook профил и да побараат примерок.